Наш саговорник вечерва во емисијата е од Селената зона Момчилски од Скопското астрономско друштво. Они кои не следеа внимателно од пред малку, слушна дека Зоран добро го опиша оној период меѓу 15-тиот и 18-тиот век. До крајот на 18-тиот век планетите Уран и Нептун беа непознати. Истовремено беа непознати и системите на двојни звезди. Не беа познати созвездијата, не беа познати космичките маглени и уште многу што. Па да, веќе 18... Сите овие сознанија доаѓаат во времето по 18-тиот век. Да, 18-тиот век веќе крајот на 17-тиот и почетокот на 18-тиот век даваат веќе доста големи резултати во така да кон крајот на 17-тиот век група астрономи прават еден астрономски алманах и во него бележат околу 50.000 на звезди. Значи, сега исто така 1781 година францускиот астроном Чарл Месиер открива објекти на еден далечен свемир, значи галаксии, маглини, звездени јата и со тоа го комплетира овој нивниот каталог што бил направен пред една година. Така да во негова чест и ден денес Скопското астрономско друштво организира така наречени Месиерови маратони. Значи тоа е некаков си вид на надпревар за тоа за периодот за еден одреден период колку повеќе галаксии има и созвездија ќе се откријат до Вселената. Мислам, најголем овдека таков Месиеров маратон кај што се одржува на балканските простори и се одржува во Србија, значи на така наречен лед, на место наречено Летинка. И Скопското астрономско друштво може да се пофали со неколку први места од своји членови кои што откриваат вакви звезди. Во истиот тој период и Сер Вилијам Хершел, значи открива една нова планета кој што по кралот Џорџ III, значи ја нарекува звездата на Џорџ. И ова е прва нова планета, значи од античкиот период и ова денешна планета, значи која во тоа време се нарекува звездата на Џорџ, е всушност планетата Уран. Сега нешто подоцна истиот астроном подиги еден телескоп, значи со 48 инчен, со фокусно растојание од 1,22 м. Исто така овој Вилијам Хершел, значи Сер Вилијам Хершел кој што го открива Уран, он 1800 година, поточно 15 почетокот на 18-тиот век он открива и инфрацрвеното зрачење на сонцето. А една година подоцна и италијанскиот астроном Џузепе Пјаци гледајќи према Марс, он го открива и најголемиот астероид Церес, значи со должина нешто помало од 1000 километри. Нешто подоцна, поточно 1833 година, значи еден голем метеорски рој на Леонидите, значи со преку 1000 метеори на час, се паѓа изнад Америка. Значи при тоа носи една голема вознемиреност кај самото население. Меѓутоа, интересно е што овој метеорски рој е забележан само во Америка, да речеме, не е забележан во еден друг на било каде други места во светот. 1839 година, значи, се работи првата фотографија во астрономијата, односно американскиот фотограф Джеймс Џон Драпер ја прави и првата фотографија на месечината, значи тоа е најстара фотографија на месечината. 10 години подоцна Па од овдека од земјата, да, ја прави од овдека од земјата, да, со апарат не знам кој, не ми е позната марката, најверојатно се работи за ние класични камбо апарати денеска што ги има во Америка. А знам дека го прави тоа со објектив од 200 мм. Значи, денеска тоа може да се нарече ниско аматерски објектив, мислам, постојат. Меѓутоа во на време. Да, во тоа време тоа било, во тоа време било интерес. Да. Сега 10 години подоцна Самуел Швабе, еден германски астроном, значи ги одредува оној 11 годишен циклус на пегите. Исто така и ја одредува и нивната положба. Значи при тоа он веќе започнува да се заклучува по движењето на пегите дека и сонцето прави некаков си круг колку се движи околу
околу своја тоска. Сега една година подоцна, значи 1844 година е основана и првата обсерваторија во Харвард, значи во Соединетите Американски држави. Дали се уште постои? Да, се Дали уште е постои. активна? Да, добро, не е активна, нивните делови се музејски експонати више, ето така служат, меѓутоа до неизе се направени едно од На истата таа локација. Да, на истата локација на По-софистицирана да, оптика. нормално. Сосема нормално. Да. Добре. А се една година подоцна е откриена и се посматрано на Беловата комета, значи при незиното доаѓање према сонцето, Беловата комета се распаѓа на два дела, така да настануваат две овие белови комети, значи Белова комета 1 и Белова комета 2 и они се движат некаде, нивниот период е некаде отприлика на 2000 години, значи они доаѓаат. 1846 година, значи одма после ова британскиот астроном Вилијам Ласел го открива и месечината, најголемата месечина на Нептун, Тритон, значи онаа месечина кај што е измерена најниската температура во сончевиот систем, значи од минус 232 степени Целзиусови испод нула, односно тоа минус 232, тоа е само 40 келвини изнад во плюснели. Во 18-тиот и 19-тиот век, значи, е доста богат период, значи, што се однесува до астрономијата. Има многу настани кои што се така интересни, значи. Тоа се пакува беа позначајни. Да, еве да речеме дека 1878 година веќе телескопите се усовршени и Харвардската обсерваторија што преска ја спомнавте, она веќе од таму се посматра и она бурата на црвената пега на Јупитер. Интересна 1894 година е тоа што американскиот астроном Персивал Лавел станува прв човек на обсерваторијата во Флагштаф и таму он врши снимање према планетата Плутон. И он за прв пат ја снима планетата Плутон, меѓутоа не одредува дека тоа е планета. Он ја става поради спорото движење на Плутон, он вели дека тоа е некоја звезда и веќе 1930 година неговиот ученик Томбо ќе утврди дека тоа не е планета, дека тоа не е звезда, дека тоа е некоја планета и во чест на Персивал Лавел се зема неговите две букви и се крсти планетата Плутон. И само уште ова да напоменам дека 1896 година се подига еден рефрактор од 30 инчи во обсерваторијата Мейдон во Франција и тоа е најголем рефрактор, најголем телескоп во тоа време. Ехо од Вселената. И еве го нашето последно прашање до Зоран Милчевски за вечерва. Зоране, што е тоа што ќе го одбележи 20-тиот век и почетокот на овој во кој што веќе влеговме на еден начин? Па да, веќе 20-тиот век е веќе сигурно која би збориле за откритијата во 20-тиот век би ни требало денови, мислам, што како откриено. Меѓутоа, еве, само на кратко ќе кажеме некои работи. Самиот почеток, да речеме, во самиот почеток, еден најголем руски пронаоѓач на ракети, може да се каже, Константин Циолковски, го запишува својот дел Ракети во всемирот, значи со они и го за тогаш прв пат он го нагласува тој вселенски воз што треба да биде конструиран во Вселената, па за да се постигне првата космичка брзина. 1905 година Ајнштајн ја објавува својата теорија на релативитет за која што ќе добие и Нобелова награда и тоа е една од непознати теории што е. 1912 година се носи еден летечки балон во 9 километри во Вселената и тоа го прави еден амерички физичар кој име Виктор Хес и при тоа го открива космичкото зрачење. 1914 година Роберт Годард почнува да работи со практични лансира ракети во Вселената, значи експериментално. Сега 1923 година
Едвин Хабел, еден познат амерички правник, кој што астрономијата многу повеќе сака него правото и се откажува од правото и се преусмерува само према астрономијата, докажува дека и други галаксии се наоѓаат надвор од сончевиот систем. 1926 година, за пример, Роберт Годард, значи, прави ракета која што лета на тешно гориво. Мислам, оваа ракета негова лета само 2,5 секунди и се отфрла некаде околу 20 на метри од земјата. Меѓутоа сепак представува револуција при самото летење. Значи, са 1930 година на преска што го зборевме за Персивал Лавел, го докажува Клайд Томбо, значи асистент на Лоеловата обсерваторија, и он докажува дека сепак тоа е планета, не е звезда како што мислел Лавел. Меѓутоа сепак он имал таа чест да предложи да таа планета се крсти според нели Лавел. Се зимаат по првите две букви од името и од презимето на Лавел. Сега тука нормално доаѓа периодот да напоменеме дека пред ратот едно големо откритие на американскиот астроном Николсон, која мери површината на температурата на месечината. Мислам, од прилика да кажеме дека од прилика денеска точно измерена температурата, меѓутоа сепак он прави грешка некаде од 40 до 50 степени, што пример за тој период па и не е толку голема грешка, затоа што он наведува дека на месечината температурата може да е и поголема, како што вели во својот запис, и повеќе од 100 целзиусови степени. Сега нормално тој период доаѓа нели Втората светска војна, која што го назадува човештвото за некои работи, мислам за некои научни достигнувања, меѓутоа тука нели во тој период па принудено е да се развијат ракетите како некои средства, кои што подоцна нели американците и руси и Советскиот сојуз ќе полетат во Вселената. Така да пример, и 4 октомври 1957 година е лансиран Спутник, па 58 година 31 јануар американците го лансираат Explorer, првиот сателит нивни. 1955 година поточно септември месец советите стигнуваат на месечината, значи удараат на месечината. 1961 година 12 април нели полетува Јури Гагарина со тој негов круг нели околу земјата за 108 минути. Па 63 година да напоменеме, значи 63 година пред 1963 година, мислам 12 или 13 јуни полетува и првата жена Валентина Терешкова. 1966 година 1965 година, поточно 18 март, Алексеј Леонов излегува надвор од вселенска прошетка, да, со помош на папашна врска, нели. Па 66 година е првото меко спуштање на месечината од страна на советите. 66 година советите стигаат и на Венера. 67 година откриени се пулсарите нели од обсерваторијата во Хардвард. 68 година и првиот лет со човечка посада околу месечината, значи со космонавтите Аполо 8, значи космонавтите Борман, Лавел и Андерс. Нешто поточно наредната година они се спуштаат на месечината, значи на 20 јули по американски начин на броење. Ова е по американско време, значи и првиот човек на месечината. Са и 1972 година завршува мисијата Аполо. 1973 година се пратени првите слики од Пионер 10 со кои што се откриваат и дека и околу Јупитер има прстени невидливи, за разлика од прстените на ова. 1974 година се взимаат и првите слики од Меркур, пратени од Маринер 10. 1976 година меко се спуштаат сондите Викинг на Марс. 1977 година, значи со помош на Војаџерите се откриени и прстените на Уран. 1980 година Voyager 1 ги прави и Voyager ги праќа и првите слики на Сатурн од многу голема близина. Сега овој период
тој период веќе период на 1980 година се карактеризира и со летовите на шатловите. За жал меѓу првите летови еден од нив не завршува. Со Челенџер, да, беше се случена катастрофа кој што погина 7 космонаути. Да напомнам, 1988 година се откриени се квазари со некоја далечина од некаде 17 милиарди години. Значи, тоа во главном е тој период кој што напомнав, мислам, доколку би сакале да работиме на откритијата во овој период, најверојатно дека би ни требало многу повеќе време, но Здраве, ти благодарам што вечерва беше со нас. Благодарам што ме поканивте. Ехо, И тоа е се во оваа емисија Ехо од Вселената. Подготвил Иван Ласов.